да се испитаат не само овие наводи преку една независна истрага, туку да се изнесат пред лицето на правдата сите оние јавни службеници кои што биле вмешани во криминал, во изборна измама и во незаконито влијание на правосудните и судските органи. Сега, нормално се поставува прашањето, кој ќе ја спроведе таа истрага, драги граѓанки и граѓани на Република Македонија? Дали таа истрага ќе ја спроведе јавниот обвинител кој што треба да биде контролор на оваа власт? Ќе ја спроведе ли јавниот обвинител? Кога што гледаме како, дали јавниот обвинител ќе го контролира поранешниот началник или заедно ќе одат пак на бал со него во Шуто-Оризари, заедно со другиот контролор кој што ги контролира медиумите, нели медиумите по дефиниција во едно граѓанско општество, се исто така контролори на власта. На една маса во Шуто-Оризари на бал имавме седнат, значи парламентарец, министер, градоначалник на општина, така? И имавме седнато директор на УБК, јавен обвинител и медиумски магнат. На една маса целата клика која што ја држи, која што го држи режимот на Груевски. Кој ќе ја спроведе таа истрага? Кој ќе ја контролира власта? Нормално овие прашања логично е да се постават во овој момент. И не ги поставуваме само ние, граѓани и граѓанки на Република Македонија. Тие прашања се поставуваат секаде каде што функционираат основните демократски принципи на поделба на власта и на контрола на власта. И се додека не ги успоставиме тие принципи на поделба на власта и на контрола на власта, ние не можеме да зборуваме дека во Македонија има услови за фер и слободни избори. Токму затоа ги поддржувам овие барања, кои што не се само барања на партии, туку и барања на многу граѓанки и граѓани на Република Македонија, туку и барања на многу граѓански организации. Сакам да кажам дека во последните неколку години, како никогаш досега, јас гледам будење меѓу нас. Јас гледам искри во очите на луѓето, гледам насмевки полни со радост, полни со креативност, полни со критичност, која што досега не се случило. И тоа покажува дека ние сме сведоци на една голема ренесанса, преродба во Македонија, што мора да ја почувствуваме. Јас сум горда. Многу сум горда што сум дел од тоа и вие сите треба да бидете горди, бидејќи сите сте тука со нас вечера. Многу сум горда што сум професорка и како таква имам можност да разговарам секојдневно со оние прекрасни студенти поради кои што се разбуди ова наше општество. Тие со својот критички ум, со своето размислување, со својата бунтовна младешка енергија, го направија најблагородниот бунт до сега што сме го виделе во независна Македонија. И за нив еден огромен аплауз за студентите. И секако горда сум што зад нив стојат средношколците и ќе ги наследат тие прекрасни средношколци кои што со недели кампуваат таму пред владата, пред министерството. И за разлика од министерот знаат колку се 2+2 и знаат дека тој треба да си дае оставка заедно со сите овие позади. Многу сум горда што со години моите пријатели борци, значи го шпартаат градов, со години протестираат за граѓанските права на оние луѓе кои што се угнетени, кои што немаат храброст, кои што немаат можност, можеби немаат ни сила, ни глас да кажат што мислат за сето она што ни се случува. Јас сум горда што имам такви пријатели борци. Јас сум горда што и покрај сите притисоци кои што ги преживеа, покрај сета психичка и дури физичка тортура која што ја доживуваат тие храбри борци, граѓански активисти, тие останаа на своето. Од Илинден, од Аслом и на 8 септември ние сме се определиле како луѓе кои што сакаат да живеат заедно со комшиите, а не да се двојат по етнички линии или по верски или било како. И ние ќе обстоиме на таа наша борба и никогаш нема да се предадеме. Овде сум затоа што има во некои така наречени слободни економски зони, постојат, на англиски се викаат тоа светшопови.
Светшоп е место каде што работникот е експлоатиран до последната капка пот и крв. Македонија стана рај за такви билмези белосветски кои што глумат инвеститори и ги цедат македонските работници до последната капка сила. Трудни жени работат до крајот на бременоста на нога за да не го изгубат работното место. Имаат по 10 минути пауза, колку да презалогаат нешто и да се напијат вода да не припаднат на работа. Такви инвестиции не ни требаат нас овдека. Нас ни треба грижа за работникот, затоа што во Уставот е напишано дека темелна вредност на Република Македонија е дека таа е социјална држава. А социјална држава не значи дека сите ќе добиеме социјална помош. Туку напротив, многу малце ќе добиваат социјална помош, затоа што државата ќе се потружи сите да имаат достоинствен живот. Таква држава сакам да имам. За мене оваа адреса, оваа улица, оваа гледка нема веќе да асоцира на стиропор. Оваа улица, ова Скопје ќе асоцира на една нова, модерна, различна, полна со различности Македонија. Македонија која знае да биде оптимист, Македонија која знае да се бори и Македонија која знае да се радува. Мислам дека ги убивме во поим, заради тоа што видоа дека не е ова Македонија на човечиња. Ги убивме во поим со нашата радост, ги убивме во поим со нашата љубов, ги убивме во поим и нашите гласни жици, додуше, ама мислам дека со тоа ќе преживееме. Сакам да кажам неколку збора за тоа каде оди овој наш протест, каде оди оваа наша иницијатива. Има луѓе кои што велат преговарате, да, затоа што на Македонија и го посакуваме најдоброто. Заради тоа што во Македонија живеат луѓе кои сакаат и заслужуваат оваа несреќа да се промени. Во Македонија живеат луѓе кои што беа подготвени години со ред да се спротистават на ваквото диво владење, но лека полека губеа сила, губеа оптимизам. Ние решивме дека во нашата борба ќе имаме вистината на наша страна. И како што вели, ако не се лажам, Буда, во животот три работи не можат да се скријат на долго време: сонцето, месечината и вистината. Како што гледаме од време на време и сонцето не штеди, ама вистината нема да го поштеди никого.